Ова е веќе станала традиција. Втора година поред како е организираме лешникарска средба и тоа ќе продолжи во иднина за да се одржува традицијата на лешникарството, за секои новости, за информации, за производство, за новитети во производството, во собирањето на лешници, нови машини, нова технологија. Што е важно да се знае од минатата година до сега, кога исто така кажавте која е вашата основна дејност, еве да повториме и да кажеме кои беа предизвиците оваа година? Овака, ние продолжуваме со откупот на лешници и годинава почнуваме и со преработка на лешник, со печење и конфекционирање, што ќе биде пласирано на европските пазари. Тоа ќе бидат еден од приоритетите на Глорија Лешник. Имате и гости годинава од Италија, ако не се лажам? Не, годинава не може да дојдат гостите од Италија. Беа ланската година и сега сме тука, нашите производители на лешник ќе бидат тука. За до кај сме, што сме со новитетите на лешнико производството и нивната преработка. Има ли разлика малку во цената? Секој ден растат трошоците, дали цената на лешникот? Да, годинава цената ќе биде многу добра, да не речам и одлична, што ќе биде од 3 до 5 евра од прилика, зависи од сорта и од квалитет. И мислам дека е супер цена, само има еден проблем што нема доволно количини годинава не е баш погодна, не за лешник, за ништо така беше. Добро, веќе се обидиме да го проследиме вашето излагање кон учесниците и ви го сакувам успех и понатаму. Може да видите и ова, да се прикаже овата и овие што се производите, што ќе ги... Така имате и пакувани, гледаме оваа година. Да. Значи тоа ќе биде претежно за извоз надвор или претежно за извоз. Надвор од 100%, да. 100% работиме со Европска унија. Благодарам. Европски пазар.